По настаните од петокот и саботата меѓуетничките односи во Македонија се пред нови предизвици. Во студио на Нова гостин е Алберт Мусли од невладината Адичи, мандат е наблюдување на имплементацијата на рамковниот договор. Алберт Мусли, добро дојде во студиото на Нова. Како е вашиот коментар, што се случува со меѓуетничките односи, во која мера се тие повторно причина за некаква нова нестабилност во Македонија? Фала прво на поканата. Меѓуетничките односи се тема кај нас. Континуирано од осамостојувањето, а дури и пред тоа бе. Значи не е нешто ново. За жал, начинот на кој циклично се појавуваат или се повторуваат инциденти и со пожесток интензитет е тоа што треба да не загрижи, а и да ги загрижи највише најодговорните, политичарите, кои во суштина се генераторите на сите овие тензии и на сите овие инциденти. Која е вашата диагноза? Што се случуваше сега во петокот и саботата? Види, значи тоа е комбинација на неколку работи и причини што мислам експлодираше нели со така без кај младите и може да се подели во два дела, нели, што беше генераторот кај македонците кои излегоа на протести, што беше генераторот кај албанците. И пак ви велам, суштината на проблемот се неодговорните политички елити кои со своето однесување и нарешто со својот вокабулар не ретко генерираат такви инциденти. Знаеме кои беа причините во петокот, зашто нели навивачите излегоа и кога ќе имате една поголема маса на млади луѓе во таков сараундинг, доволна е една искра, па тоа да експлодира со насилие. Да прашам, некако се почна од тоа именување на Талат Џефери за министер за одбрана. Согласно рамковниот договор нема никаков проблем формално правно, но дали мислите дека тоа е чекор од страна на ДУИ кој може би избрзан? Ама Борјан, оваа Македонија мора еднаш да дојде до една заедничка вистина и до едно заедничко решение. После 2001 пак двете страни се забутонира во нивните ставови, имавме две вистини и на ова ние сме укажувале и порано. Кога год ќе се појавеше некој инцидент, укажувавме дека Македонија нема една заедничка вистина, затоа што ако постоеше една таква заедничка вистина за 2001, ако народот се помиреше со резултатите од рамковниот договор, тогаш ние немаше да имаме вакви проблеми. Затоа што овие проблеми мора да имаат негде крај. Не Талат Џефери, утре може да се избере премиер на Македонија кој ќе биде албанец и што? Ќе имаме протести од група на незадоволни граѓани кои имаат проблем со тоа. Добро, причината е нека не е проблем што е албанец, него проблем е што е некој бил лидер. Ја ги разбирам некои фрустрации, но во суштина, ако тоа е надминато, секој граѓанин, ако има право да влезе во изборниот видим, ние сме имале дебата за одговорноста на ДУИ како дел од владината коалиција, ако владата, дали владата мислите прво дека превзема нешто за да подготви терен, за да создаде култура која ќе биде способна да прифати тој политички после акции? Прво, ми имаме јако политизирано општество кое политичарите го користат. Значи не е да го смируваат. Нели, зборувавме, ја ви кажав дека кај нас е еден друг парадокс присатен, каде што граѓаните секој дневно се трудат, не ги оставиме овие помали групи, не се ова огромни групи кои генерираат огромни инциденти и тензии меѓу етничките заедници. Кај нас граѓаните се многу посвесни од политичарите и во нивното однесување и во зборување секојдневниот живот се трудат да ги смират нашите политичари. Тоа е парадоксално, Борјан. Да, но кога ќе стигнеме до моменти какви што ги имаме во петокот, работите многу лесно излегуваат од контрола. Точно, затоа што тие работи модат во контото на политичките партии и тие се трудат тие настани, тие инциденти да ги користат за зголемување на нивниот квантум на гласови. Овие се циклични појави. Велам да ова се случи. Како во конкретниот случај влијае политичарите? Политичарите пред настаните влијаја негативно, затоа што се бетонира во нивните ставови, нит владата, нит коалиционите партнери излегоа во јавноста па да го смируваат народот пред настаните. Ние имаме некои иницијативи после настаните кои имаат тенденција да ги смират граѓаните, но претходно не беше ништо сторено од тоа. Само се најавија овие промени, се извршија промените, дури ни елаборирањето на премиерот
на седницата на парламентот за изборот на новите министри не беше нешто посебно. Мислите беше дека минимално. Али Ахмет и Груевски можат или би требало да излезат сега заедно и да имаат заеднички Па ние изјави? имаме изјави од двајцата од посебни локации кои инсистираат да се смири ситуацијата. Него некои работи они треба пред настаните да ги направат за луѓето да сватат дека ова Македонија има еден избор, заедничкиот живот и тој понекогаш подразбира Мислите компромиси. дека при именувањето на Талат Џефери за министер за одбрана некој од нив требаше да излезе и да објасни? Не за Талат Џафери, ја не би се врзал за име. Колку Добро, год да е тоа, сепак ме прашувам бидејќи тоа е еден од тригерите, Тоа е еден еден од од- настаните кои Тоа не е- можеше да се предвиди дека ќе има тој тип на реакција. тоа е еден од изговорите кои се искористија на тие млади луѓе да им се промовира така дигање на тензии и тоа да заврши со Кој би инцидент. требало на тие млади луѓе да им објасни? Па на тие млади луѓе Тие заслужуваат некакви одговори. коалиционите партнери во секој случај треба пред промените во владата да укажат на потребата за промена, на новата реалност која Македонија има после 2001, а од друга страна и други и невладините политички лидери треба тоа да го прифатат како нешто што не треба да се користи со негативна енергија, затоа што владите се менуваат и секогаш овие проблеми после може да ви се вратат као бумеранг. Што се случи, нели, во конкретниот пример. Петок и сабот имаме нови инциденти кои се случуваат. Во петок се најавени нови протести. Какви се вашите предвидувања и што мислите дека политичките партии треба да преземат за да евентуално се превенираат? Прво, политичките партии се дел од системот, но кај нас закажуваат институциите, не политичките партии. Политичките партии само треба поодговорно да се однесуваат и поодговорно да говорат. Не да палат страсти, туку да смируваат страсти. Од друга страна, има перцепција кај албанскиот граѓанин тука, дека институциите нееднакво се однесуваат кон албанците. Зошто? Што е проблемот? Па, поради неодговорни изјави на експоненти, неодговорни изјави на многу министри. Во тие институции голем дел од има Не го спорам. Ја ти зборам за перцепцијата која е присадна. Тие перцепции ги има протестите претходните во Скопје, зошто беа? Поради изјави на министерот за внатрешни работи. Протестите во Гостивар беа поради изјави на исто представници на државните институции. Значи, таа перцепција постои. Од друга страна, кај македонците постои перцепција дека албанците не се лојални кон државата, затоа што не се однесуваат лојално, медиумите тоа го зајакнуваат и тие стереотипи веќе постојат. За да се разбијат тие стереотипи, прво треба институциите да се однесуваат одговорно. Не може да се случи, Борјан, во не толку голем град каков што е Скопје, во општество кое е комуникативно едно со друго, да ви се случат два случаја каде што деца, малолетни деца, со нож се засечени и никој за тоа не знае што се случува. Или институциите споро реагираат, или институциите треба да бидат vigilant, што се вика, предпазливи. И предпазливи да бидат брзи во нивните реакции, за да тие родители или тие деца или тие нивни пријатели се чувствуваат дека државата се грижи и за нив. Од друга страна, верувам дека ако ова се случи и односот на албанците кон институциите ќе биде по нормален, по реален, што кај македонците после ќе го сруши стереотипот дека они тие институции не ги прифаќаат као свој. Влегуваме влезени во изборна кампања, се случи инцидентиве, какви се вашите предвидувања, дали меѓуетничките односи ќе бидат предмет на манипулација и им престои нова ескалација? За жал се предмет на манипулација и тоа е поради простиот факт што за политичките партии најевтини гласови се гласовите кои произлегуваат од подигањето на меѓуетничките тензии. Од емоции, затоа што тука вложувате малце, не мора да реализирате ниеден проект, треба само да бидете безобразни во вашиот говор и добивате гласови. Треба малце и ние као граѓани да се освестиме дека големите зборови не секогаш се рефлектираат во дело, но за жал во екстремна сиромаштија која е прифатена во големо присуство на државата во секојдневниот живот и на политичките партии, ние сме сите политизирани, така да тие емоции многу брзо се појавуваат. Дали може да ескалираат? Ја ви велам, ако институциите одговорно се однесуваат, ако брзо реагираат, ако тие што се криви за било кој инцидент
одговараат пред институциите, значи тука не ставаме етнички презнак, било кој што е виновен за прекршување на закон, така одговара пред институциите, ја мислам дека стереотипите почнаа да се намалуваат и тензиите ќе се смалат. И второ, медиумите многу поодговорно треба да се однесуваат код овие проблеми. Значи не само да генерираат вест која многу брзо ќе се изеде или ќе има коментари на таа вест, затоа што таа вест подига страсти, а за жал страстите не се заеднички тука. Ние имаме две страни каде што секој подигање страсти генерира подигање страсти на другата страна и тоа е добра основа за тензии или евентуални инциденти. Така да ако институциите одговорат брзо и ефективно, ако перцепцијата преку медиумите кај граѓаните се сподели дека они брзо и ефективно одговараат, мислам дека и реакциите ќе бидат помали. Затоа што ако имаме протести во петок, ако тие излезат од контрола, ќе имаме во сабота контрапротест, влегуваме во еден цикличен процес, каде што целото општество станува, целото општество станува тоаш заложник на помали групи кои овие неразчистени чувства кои ги промовираат и медиумите и неодговорното однесување на институциите, многу побрзо го трансферираат и кај обичниот граѓанин, така да нивната бројка секако дека ќе се зголемува. Алберт Муслијов, благодарам. Тоа беше Алберт Муслијов, прв човек на невладината АДИ.